Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Ниту политичкиот прогон, ниту пак насилството, ниту заканите по живот нема да не спречат вистината за непотизмот на власта, епидемијата на непотизам да излезат на виделина. После скандалозните вработувања на синот, сопругот и братот на пратеничката Мира Дизел Стојчевска, после вработувањата на братот, синот и снаата на пратеничката Милева Ѓорѓиева, после вработувањето на мајката на пратеникот Костин Костадинов, после вработувањето на синот на пратеникот Горан Мисовски, после вработувањето на кумот и внукот на пратеничката Фросина Ременски, после вработувањето на братот на пратеничката Славица Митева Шуманска и уште десетици други случаи на блиски роднини на функционери, денес ќе ви презентираме два нови случаи кои што се заразени со епидемијата на непотизам. Почитувани, зарази со непотизам бележими во два случаи на скандалозно вработување и именување на уште две пратенички од СДСМ. Прво, вработен е братот на пратеничката на СДСМ Татјана Прентовиќ во Македонската опера и балет. Почитувани, многу ни интересира кои се критериумите и квалитетите според кои баш братот на Татјана Прентовиќ се вработил во Македонската опера и балет. Второ, братот на пратеничката на СДСМ од Македонски Брод, Анета Димовска Симеска, од стоматолог во приватна ординација е назначен за директор на здравствениот дом во Македонски Брод. Немало ли доволно доктори да се изберат во домот за директор, па морало приватен стоматолог, патем и да е брат на пратеничката од СДСМ за да се именува на оваа позиција. Еве, ова е системот на партизирање и фамилиализирање на јавната администрација, кој што го прават ЗАЕФ и СДСМ од чистачка до министер, како што имаше кажано. Сето ова, граѓаните го плаќаат преку зголемени даноци или преку енормните задолжувања. Зарем во држава во која има толкав број на невработени, пред се млади луѓе, кои што секојдневно си заминуваат, е нормално токму роднините на функционерите на СДСМ да бидат или единствени пријавени, или пак најдобрите и најквалитетните кандидати. Почитувани, тоа за жал за СДСМ е нормално, по уште и лажно го морализираат. Граѓаните гледаат со какви лицемерни суштества и створења во власта си имаат работа и оваа епидемија од непотизам ќе казнат на избори, затоа што тоа е единствениот ефективен лек против оваа зараза. Благодарам.